Утрински стихови од Библијата. 4 август. Ете, јас сум ништожен. Еве, јас сум ништожен. Што да ти одговорам? Раката своја ја ставам на устата моја. Јов 44. Секој престап, секое занемарување или отфрлање на Христовата милост остава своји последици врз нас. Тоа го стврднува срцето, ја ослабува волјата, го отапува умот. И не само што не прави помалку подготвени, туку и помалку способни да ги послушаме нежните повици на Божиот Свети Дух. Мнозина ја смируваат разбудената совест со мислата дека можат да се вратат од својот лош пат секогаш кога ќе посакаат. Дека можат да си играат со повиците на милоста, а сепак да останат трајно чувствителни на нивното влијание. Иако му пркоселе на духот на милоста, иако своето влијание го ставиле во служба на сатаната, тие мислат дека сепак ќе можат да ја променат насоката на животот во мигот кога ќе настапи страшна криза. Но, тоа не е така лесно да се направи. Искуствата, воспитувањето и образованието во текот на целиот живот толку темелно го обликувале нивниот карактер, што тогаш само ретки посакуваат да го примат Исусовиот лик. Дури и само една лоша карактерна особина, само една грешна желба, ако упорно се негува, на крајот ќе го поништи сето влијание на Евангелието. Секое попуштање на гревот ја засилува одбивноста на душата кон Бога. Човекот кој покажува закоравено неверство или безчувствителна рамнодушност кон божествената вистина, само ја жнее жетвата од она што самиот го посеал. Понекогаш ни е тешко да се разбереме себе си, да имаме точна представа за сопствениот карактер. Божиот збор е јасен, но често грешиме кога треба да го примениме лично. Постои склоност кон самоизмама. И ние си помислуваме дека Божите предупредувања и укори не се однесуваат на нас. Самобендисаноста и самоувереноста можат да ни дадат уверување дека сме во право, иако можеме да бидеме далеко од исполнување на барањата на Божиот збор.